Владата го намалува, а не го зголемува јавниот долг, како што тврди СДСМ. Премиерот вели дека бројките се спротивни на обвинувањата на опозицијата. Фактите говорат дека во март има намалување на јавниот долг за 4,7% од бруто домашниот производ, потенцира Мицкоски. Посочи дека владата за една година успеа да ја врати еврообврзницата која што е земена од претходната влада во 2018 година од половина милиарда евра, а Министерството за финансии жестоко се бори да ја одржи макроекономската стабилност, без при тоа да воведе нови давачки, да не го зголеми данокот на додадена вредност или пак возраста за пензионирање, како што со години бараат меѓународните финансиски институции. Ка се бориме да буџетскиот дефицит го намалиме на под 4%, така што јас знам колку вложуваат сите членови во владата, колку вложува Министерството за финансии за да ја одржи оваа макроекономска стабилност, а при тоа немаме зголемување на цената на електрична енергија за граѓаните, практично зголемување на пензиите, вративме плати, тие што им се должи на граѓаните. Не само што немаме зголемување на долгот, туку имаме намалување на долгот, така што тоа е реалноста, затоа што едноставно нашата задача и обврска е да работиме во интересот на граѓаните. Инаку јавниот долг на крајот на март изнесуваше 57,7% од БДП, што е намалување од 62,4% на крајот на минатата година. Покрај борбата да се одржат финансиите стабилни, откако лани начека полупразен буџет оставен од претходниците, владата очекува висока реализација на капиталните инвестиции. Токму локалната власт ќе има голем удел во ова. Во двата повици на Министерството за локална самоуправа, општините аплицираа со над 1200 инфраструктурни проекти. Вкупните инвестиции надминуваат 325 милиони евра. Сега останува овие патишта, училишта, градинки, спортски сали и други објекти да се изградат и да ја покренат градежната оператива. Ова никогаш не се случило. Сега имаме еден друг проблем, да видиме дали градежно ќе ги затвориме сите тие проекти, веќе знаете 1200 градилишта кои ќе се додадат на сите оние веќе постојни градилишта, станува проблем за градежната оператива. Ние веќе остваривме еден таков состанок и со Стопанската комора и со Комората на градежници, правиме гантограм на активности, 20 милиарди денари само за локалната самоуправа се наменети, така што оваа поддршка мислам дека е голем мотив и инспирација за општините и за градоначалниците да продолжат да испорачуваат за граѓаните. Владата планира годинава да реализира рекордно ниво на капитални инвестиции од 772 милиони евра. Забрзаниот инвестициски циклус на општините, но и вложувањата на домашните и странските компании треба да резултира со економски раст од 3,7% во 2025 година.